Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Оваа недела морам да ви кажам дека на еден чуден начин се поклопија неколку работи поврзани со гостите, имено во понеделникот беше господин Отиле Кеновски, човек кој што на јавната сцена е долги години, се разбира, меѓутоа мојата емисија само втор пат беше, така се погоди. Вчера беше претседателката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова, која што долго време исто така веќе во политиката, иако е релативно млада, и таа прв пат се појави во Заспи ако можеш. А за вечерва морам да признам дека се чувствувам дури малку непријатно. Имено вечерашниот гостин е уште подолго на јавната сцена, децении наназад, меѓутоа по сплетни околности токму прв пат гостува кај мене во Заспи ако можеш, имено политичкиот аналитичар, автор, правник и така натаму господин Цотир Костов. Добро вечер. Добро вечер. Немој воопшто се чувствуваш непријатно, неколку пати се разминувавме. Така е. И со Горан и со тебе. И точно е, ја до година правам 30 години на јавната обштествена и политичка сцена во Република Македонија, ама така требало да биде. А и секој пат има прв пат. Секогаш има прв пат, еве, ова првенче, ако смеам така да го наречам, верувам дека ќе биде многу интересно. Многу чудни и интересни настани се случуваат деноиве, особено поврзани со нашето фамозно правосудство. Вие и во тој дел сте тоа како ги разбирате работите. Денеска беше побаран доживотен затвор за убиците на Панче и на Вања. Се разбира, околу таа работа нема што многу да се коментира. Интересен ми е само делот дека за таткото на девојчето е побарана соодветна казна. Се чуле за таква терминологија до сега, значи за овие доживотен затвор за убиците, а за таткото за кој што еве веројатно никој не е сигурен, освен можеби во судот, дали навистина е виновен или не, се бара соодветна казна. Денеска се збунивме во редакцијата, кај што е соодветна казна? Ви дра, значи, законот не познава соодветна, колку сум го прател, веќе сум пензија, не ги пратам сите измени, ама колку знам нема соодветна казна. Сега науката и теоријата го познава зборот соодветна казна според тежината на делото. Значи, според загрозеноста на јавното добро и според начинот на извршување на кривичното дело, според квалификативите на сторителот на кривично дело и според контекстот потесен и поширок на кривичното дело, ние правниците знаеме, особено кривичарите, оние од постарата генерација, каде и јас спаѓам, да кажеме соодветна казна. Законот не познава таква терминологија и немој многу да се чудиш. Добро, обвинителката не припаѓа на старата генерација обвинители, ја пратев ја. Таа на почетокот дозволи Палески, ќе си дозволам да кажем, да игра мајтап со обвинителството и со судот, потоа се поправи и лично мислам дека како така некако го завршија овој предмет или го привршуваат. Ајде па ќе видиме судот сега што јајце ќе снесе во поглед на казната. Јас само еднаш на Македонското радио се изјаснив за ова дело и реков дека е тоа големо зверско однесување на сторители на кривично дело. Две сензитивни групи се по години, младо девојче и пензионер на свиреп начин, и јас се изјаснив за најстрога казна. Според тоа како одеше постапката, мали, не големи, мали резерви, и ја имам контакткото. Да. Ако има не сум информиран, ако има во постапката материјален доказ дека го направил тоа што го товари обвинението, може би поголема вина има кај него. Татко е, бре, човече, бре, како може да жртвува керката? Ја досега... Но ако е виновен? Не сретнав материјален доказ, ама да бидам искрен и немам голем увид во предметот. Тоа го тврди така да, ќе се објави, ќе има образложение. Да. Адвокатот добро му атера работава, иако нема баш добри и позитивни искуства јас со него. Кога јас сум бил менаџер, тој бил адвокат на некои луѓе што ние сме ги санкционирани во воздухопловството, се дрзна да ни поднесува на сите кривични пријави, али овој пат добро ја водеше одбраната за таткото. А тоа е оценка на еден искусен правник, да ти кажам. Тоа е поентата на вашето гостување вечерва. Уште еден случај морам да спомнам сега, околу случајот со Кочани се разбира уште посензитивен за јавноста, дефинитивно. Најсензитивен. Најсензитивен, имаше навистина многу жртви и тука
правдата, јас апсолутно се согласувам со тие што велат, мора да биде немилосрдна, но повторно во рамки на доказниот материјал. Да. Значи, не можеш да ги осудиш луѓето ако навистина немаш докази за нив. Вчера се појави информација дека еден човек кој што бил гостин во оваа емисија, конкретно Александар Лаца, веќе не е некоја тајна, е обвинет, доби притвор за Не, се уште не е обвинет, него е процесуиран. Да, мако се менологијата може да ги окей. но доби веќе притвор заради тоа што пронашле документи, така велат, за негово практично собствено, скриена собственост велат со на фамозна агенција која што го вршела обезбедувањето. Исто така не е тајна дека господин Нацев беше близок со една од партиите, ајде да не бидеме многу, да не се фолираме, ВМРО ДПМН. Без еуфемизми. Така е, да не вртиме сега да се правиме. Меѓутоа тоа не му помогна во случај. Што мене, например, ми е во ред. Не, види, Драган, ако има прво индиции, па факти, па аргументи, на крајот докази, дека тој е инволвиран во случајот, нема што да му помогне или да му одмогне. Биди кој сакаш. Тој ќе биде модерно кажано стейкхолдер, инаку инволвиран како извршител, соизвршител, помагач или поттикнувач, тоа се 4 облици на извршување на кривично дело, и постапката ќе покаже дали кај него има вина, нема вина, делумна вина, умисла, нема умисла, небрежност и така натаму. И тоа стои. Меѓутоа, чисто затоа што многумина упорно одат, бидејќи ние успеваме во све да внетнеме политика. Да, ние сме мајстори за такво нешто. И еве и сега ова што го прават и родителите што протестираат, според мене треба да протестираат. Мислам, ако мислат дека така треба, ако им е полесно, јас апсолутно прифаќам. Не да е Боже да ни се случи такво нешто и да го осетиме на кожа. Затоа велам, се им е простено според мене. Меѓутоа ние упорно наметнуваме политика во сето тоа, има еден наратив, еве власта се обидува да ги заштити тие што се блиски до неа, можеби се инволвирани. Еве овој пример, чисто како пример показна. Не само тој пример. И не само тој, па градоначалникот. Али добро ти го посочуваат најсвежиот пример. Да. Градоначалникот Папазов не е на ВМРО ДПМН. Така е. И тој претходниот, односно предпретходниот. Радко на ВМРО ДПМН. Подпредседателот на влада, највисоката функција во процесуирана во овој кривично правен настан е подпредседателот на владата на Република Македонија од Ромската партија. Шабан Салиев. Шабан Салиев. И сега излезе од притвор ако не. Сега. Ја не ги делам на едни, на леви или на десни или на дуи ќе ја спомнам. Не се посебна. Не, Драган, ја ги делам на одговорни лица, бирани, наименувани, назначени, кои вршиле должност, ја извршиле или не ја извршиле, покажале совест или не покажале, ги минале границите на законското дозволено однесување и се судриле со некоја законска и повисока уставна норма или понисока подзаконска норма. Јас во овој случај од првиот ден тоа го застапувам и реков, не сакам се повторувам, вчера бев на еден друг медиум, подсетив што кажав на 17 и на 19 што напишав во Курир. Мора да има одговорност од највисоко ниво, мора да има правда, ама во вистинска смисла на зборот правда и правдина, значи јусум и јустус, латински кажано, и мора правото овој пат да го положи испитот поточно луѓето што го спроведуваат правото. Не признавам и ја, и денес ке повторам селективна правда, ама јас и не ја гледам. Правдата не е почната да се дели. Кога ќе влези во судска постапка, кога првиот ден ќе го дочекаме, а се надевам ќе го дочекаме, на поднесување на обвинителен акт, тогаш ќе имаме индиции убави да видиме дали можеби или евентуално некој е изоставен. Сега за сега гледам голема бројка на обвинети, гледам поделба на две области, обвинителство за организиран криминал и корупција, 14 луѓе од МВР ќе процесуира, останатите се процесуирани од обвинителството окочени за јакното од други 4 града од Република Македонија, бидејќи тоа повеќе од потребно му е накочени, да не забораваме дека сум ја откочени и ги знам состојбите таму, и ајде да видиме како сега правосудниот систем ќе се справи со оваа работа. Кој што сака нека мисли, кој
кој што сака како нека ме квалификува, полицијата, не идеално, ама во неголема мера си ја заврши работата, се уште работи полицијата, истражните центри на обвинителството ја вршат и си ја извршуваат работата, останува сега на обвинителите како ќе обвинуват и на судот како ќе утврди фактичка состојба, реална, целосна и како ќе пресуди. Кој има вина, кој нема вина. Кој ќе го осуди, кој нема да го осуди. Иако веројатно како јавност и за едното и за другото ќе има повторно негодувања, овој го осудија невин или па овој го ослободија, човекот беше крив како ѓаволот. Тоа е неминовно во нашата нарација. Во право си. Меѓутоа, ако добар дел од општеството успее да увиди дека навистина рационално функционирало, тогаш сме го положиле испитот. Тоа е мојата логика. Ајде да споредуваме со другите предмети слични, трите ваки кај што има 70 починати, ќе видиме каква иницијатива на институциите, каква раздвиженост, каква одговорност, па ако сакаш и моралност и совесност да се покажат и докажат. Иако сега гледам една чудна антипропаганда неоснована, се враќаат назад. Здравствениот систем, кој знаеме ни беше во распаѓање, ама за овој случај се покажа добар, и сега да кажат не бил добар, Кочани болницата се распаѓала. Да. Тоа е стандардно, да. Сакат пак да вратат назад филмот, ама ја лично мислам тој филм не се враќа, бидејќи тогаш организацијата на здравството беше подпомогната, ако сакаш, и од дипломатијата, и од политичкиот естаблишмент, а и од брзата одлука на лидерите да ги транспортират луѓето. Просто за неверување дека на вистина покажавме капацитет системски, што беше чудно. Чудно, за нас чудно, ама вистинито. Така е. Сега тука доаѓаме до господинот Коцевски, главниот обвинител во земјата. Беше лиферувана една информација сега од дел од медиумите дека неговиот период на стопирање на неговото разрешување завршил, потоа меѓутоа мислам дека беше тоа негирано од самиот премиер на одговарајќи на мислам на прашање во собранието или така нешто, дека се уште неговиот статус е статус кво, условно кажано, да, постапката, процесот за разрешување постои, меѓутоа во овој момент е адакта, се додека тој ќе го докажува случајот со Кочани. Мислам дека тогаш постоеше и унисоно мислење дека е исправна таа одлука. Меѓутоа сега повторно се враќа во игра. Коцевски има исклучително тешка задача, неблагодарна, несомнено, но од друга страна тој е човек, и сега ве прашувам вака како човек со големо искуство. Некој ќе рече, па него исто му се фаќа. Тој човек секако ќе си оди. Дали ќе си оди за 3 месеци, за 6, за една година или утре, повеќе или помалку, тоа е јасно. Тук си многу во право. Да. А од друга страна се нафаќа можеби со најсензитивниот случај во историјата на Македонија. Многу сум размислувал на овој момент, ама сакам на македонската јавност да искористам приликата што ми ја даваш да кажам дека погрешна е перцепцијата дека Коцевски е главен во овој случај. Не. Тој на почетокот стварно во добра мера добро ја постави работата, сем првата несреќна пресконференција со Бајрето на 17 што имаше, не можам да ви одговорам, не знам да ви одговорам, немам факти, немам ова, после тоа многу добро се снајде и ја организираше работата и ја да ви кажам. Излезе дека се знае работата, интересно. Да. Треба да знае македонската јавност дека овој случај го води една обвинителка, денеска не мора да го кажам името, нека се заинтересираат тие што многу сте радознали и треба сите прашања во врска со овој случај да ги фокусираат кон нејзе и нејзиниот тим. Коцевски ја заврши работата. Коцевски веќе директно не е вклучен во овој предмет, одговорно го тврдам ова. Можеби затоа пребегуваат овие сега. Ова важи и за обвинителството за организиран криминал и антикорупцијска борба. И таму си има назначено обвинител да води постапката за 14 полицајци. Ова може да се провери, значи директно сем првиот и вториот ден Коцевски не работел на овој случај. Кочанскиот него, како главен државен обвинител, бил консултиран, што е најнормално, законот упатува на тоа, иако сега им дават самосталност известна со последната промена, кој се носеше законот за јавно обвинителство, они малку поинако ја сваќаат таа самосталност, ама еве нека ја. Еве сега се гледа дека таму работи тим од 13 обвинители чинам. Тоа е малку меч со две острици, која ќе се обвинува како ќе биде таа работа.
Ама да се надеваме дека добро организирано. Морам да ве прашам за ова, Повели. самите ја загатнавте ова прашање. Со новите измени на законот за обвинителство, практично тие добиваат прилично голема автономија од Не, ја имаат од поодамна, од кога се воведе дека обвинителот е најјаката странка. во предмет. Да, во предметот улогата на истражните судии се намали, Така е. па се воведе судија на претходна постапка, се воведоа истражните центри и ја зајакна улогата на обвинителите. Но колку Многу е малку паметно, ја да, остварува. Но колку е паметно да му се даде толкава моќ на обвинителството? Тоа ме чисто Види, како на општество каде што има судска, би рекол, јавно-обвинителска култура и традиција, да, покажано е, гледаме по филмовите, функционира. Дека е функционално. А кај нас имаме рецидиви од минатиот систем. тоа. Јас сега ќе ви кажам, ја ретко, ја у задни време избегувам да кажувам дека сум бил јавен обвинител од минатото, бидејќи почна да ме напаѓаат, ВМРО гледај каков бирал. Мене ВМРО не ме бира, мене во комунизмот, во социјализмот ме избра за заменик јавен обвинител на Кочани и на Виница. И ја знам таа организација е малку затворена, ригидна, и ја ги викам, луѓе кои малку темно ги гледат работите, бидејќи обвинуваат и праќат во затвор. Тие не најсмогнаа. Малку грда работа е, да, добро. Не смогнаа снага да се реновираат на време. Тоа е друга приказна, бидејќи ако видиме кои се беа обвинители во најголема мера, не сите, во овие 3-4 години, ќе ни стане јасно дека реформата во обвинителството во најголема беше реторичка, беше на хартија, а вистинската реформа се случи кога улогата на обвинителите се дигна на високо ниво, се израмнија со судиите кои се доминус литис во судницата, ама па стана рамноправна странка со обвинетите или оштетените и така натаму, не се снајдоа обвинителите. Видите, они си ги напуштија златните, сега наназад 10-15 години, ќе ти дадам кратка хронологија, си ги напуштија прекрасните шефовски места во обвинителствата на сите нивоа и потрчаа во тој пусти совет на јавни обвинители. Знаете што работел на овие години? Само месте своји деца, керки, снаи, вакви, онакви, на добри позиции, преку Академијата за јавни обвинители суди своите деца се ги инфилтрира и произведува нова генерација наследно, тоа не може да биде. Наследно обвинител и судија не смееме да. Еден од главните проблеми во Македонија, тие роднинско... Human ресурсот и кариера девелопментот кај нас е катастрофална во судството. Роднини, пријатели, шури, балдази, веќе не ги знам. Денеска Заради гледаше- нив ги научив тие изрази. А денеска виде кои се состанале академиците на чело со Камбо и на организација за која имам добро мислење што се бори за право, законие и така натаму, и денеска им текнало да расправаат за статусот на истакнат правник. Луѓе, го минавме тоа. Истакнат правник го видовме во улогата на две председателки наназад и во сето ова време каде што се покаже дека нема истакнат правник. Истакнат правник е сосема друго. Правник кој во некоја област на правото се докажал со пишување, се докажал со издавање на трудови, со издавање во странски правни докажани ревии и неделници, списанија и така натаму, и цитиран правник во правната фела. Па ти се молам, двете нека ми простат председателки каде се цитирани, Да не се лажеме. каде се нивните трудови и така натаму, него стручни соработници од судството или од обвинителството. Кој што добија не бива таа неверојатно работа, зголемување. Драгане. И кога сме кај тоа, уште еден случај, ќе ви искористам максимално во... Ма слободно, Драгане. Денеска господинот судија Димовски, Андреј Димовски, го тужи судскиот совет пред управниот суд. Мене ова ми е наистина... Ова не го чув, запознаме те молам. Да, значи, 6 судии кои судскиот совет ги напреди ги префали од граѓански во апелацијски, може да не дојдат на поисака позиција. Идејата е дека судијата Андреј Димовски смета дека не бил праведно оценет кога се кандидира. Да. Види, ако е така, има право на жалба, ама интересна тоа ми не е е како форма. преседан. Да, интересна ми е формата судија тужи судски совет пред управен суд. Да, види, од 7-мо место беше биран овој доскашниот председател на Кривичен, сега што си отиде повисоко, каде отиде? У момент не сеќавам, ама у апелација мислам отиде. Од 9-то место имаше, од 5-то место
А зошто е тоа рангирање, Драгане? Прво место, ако еден бираш, ќе го избереш него. Ако бираш тројца, од прво, второ и трето место. Да. Зошто тогаш еволуација даваме, зошто рангираме? Така да, ако е тоа случај, ја го потржувам, тој судија не го познавам кој е, ама нека ги тужи. Да, како пример ми е интересно. Уште еден случај, тоа е бурлеска, да не знаат членовите на судскиот совет да си ја вршат работата како што треба, а пази, да не забораваме дека они се делегитимирани. Они не добија поддршка во собранието, демек не се сменети. Они, ако имаат малку етика и морал, треба да не се бават со кадрски прашања, него да одат работата, да ја насочуваат кон реформа и да чекат мандатот, бидејќи не сакат да го напуштат, да го привршат, они се фатија секој втор ден кадрски решенја решават. Што ти кажува тоа, Драгане? Јасно е како ден. Дека сакат своји луѓе да си, прости ми Боже, напикат во судските институции на најразлични нивоа. Па, мислам дека они во буквална смисла го сватиле она независен правосудство. Да, право си. Ама во негативна смисла. Во негативна смисла, апсолутно, мислам секој рационален тоа ќе го каже. Уште една интересна приказна има, деноиве исто излезе поврзано со јавната обвинителка поранешна за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Првин го видив моној. Јас не знам, претпоставам дека гледачите го имаат видено на фамозно видео со Боки 13, тоа така убаво се расправа. Грозота. На едно ниво кое што според мене Сега ќе ти кажам. Не доликува. Прво мислам дека е наместена работа. Они беа другарчиња, кога сопругата ми го покажа, видејќи јас социјалните мрежи слабо ги гледам, ево, само лидер сум застапен и ајде ја тераме колку можеме, иако лидер сепак е радио, не е само социјална мрежа. Али кога го изгледав видеото, тоа е брука невидена. Јас таму најдов 3 елементи, поточно индиции за сторени кривични дела, како од Русковска, така и од Боки 13. Кога си префрлаа еден на друг и искажуваа кој во кој присуство, кој што правел, кој политичар бил присутен или кој ја избрали и така натаму. Нека седнат обвинителите, нека анализират снимката од таа се вика еристика, тоа е кавга во која сакаш да победиш, тоа се еристичките трикови на Шопенхауер, на Аристотел, за кој ја книга имам напишано Лагите во политиката 2005 година, и јас се згрозив да бидам искрен повеќе од Русковска, помалку од Боки. Па на Боки е селебрити, македонски, али Русковска, он може да се избори. Ја не можам никад да ја простам. Вчера во тие социјални мрежи некој ме напаѓа по еден сосема третоснов и јас сум се откажал од дечките од 27 април. Како бе може така нешто да кажат, бе? Абе, 8 години крварам за тоа, ама денес не е тоа тема, и они да ти лепат така етикети и овојна, ја незе никад нема тоа да го простам. Отворена понуда има од мене на било кој медиум да се сретнеме, фактите ја што ги имам таа, ја прв кажав дека е најнеписмено обвинение во историјата на обвинителството од нејзе напишано, па дури на крајот преправано катастрофално, само затоа требаше да падне, а за Кацарска и да не збориме. Ама да те подсетам за Русковска. Дали кај Лазаров, дали кај Ландов, ја не ги гледам, ама секвенца гледав и броев. На 20 пати не се сеќавам, 17 пати или 18 пати не знам. Кога ја прашуваа за 27 април. Дране, прва асоциација, што ти е тоа, каков обвинител е? За најголемиот случај правосуден во историјата на Македонија, каде што сите знаеме дека обвинетите, судените, пресудените и кои лежат затвор не го сториле тоа кривично дело, некои други помали кривични дела имаат сторено, 2-3 различни, таа не се сеќава и не знам. Значи тоа е обвинител ground zero. Поима нема од јавно обвинителската функција, а не сакам да коментирам она со пиењето, со моралот и така натаму кои се дружиле со Боки. Убаво ги видовме како доајените на македонското новинарство, таа телевизија ја застапува, ја велам, ај имињата да не ги кажувам, да не ти правам проблеми, а луѓето од билбордите по Скопје. Така, фантастична елита. Меѓутоа, генијална. Меѓутоа, даде уште едно интервју во меѓувреме госпоѓата Вилма Русковска кај Јанаки Митовски, адвокатот, тој има свој подкаст. Видов слика, да. А уште не сум го чул. Таа признава тамо дека поранешниот премиер Зоран Заев од неа барал преквалификација на делото за останато 27 јарна. Тоа го знае. Го знаеме, меѓутоа сега некако излезе апансас, како отворено признание. И тука некој се поставува прашање, па веќе некои гледам колеги и тоа го поставува, дали ова самото по себе не е признание на кривично дело?
И од Нези и од Заев. Од Пендаровски имаме признание дека тоа дело не е дело за кој треба да седат луѓето, да ве потсетам, негде пред изборите го каже тоа. Од Ковачевски во една прилика имаме признание. Од Заев се уште немаме јавно, ама еве сега го откриваат дека бара преквалификација. Знаете зашто? Се спрема работата, се крчка работата, овие локалните избори малку ја кочат работава. Дечкиве мора да бидат ослободени, да ви кажам. И сега некој, тоа се вика грижа на совеста. Тука ќе ни објасни тоа Сократ, он е татко на совеста, и него ако го читаме ќе ни каже дека кај незе има грижа на совеста и отеднаш е многу активна на социјалните мрежи. А у мајката, а во пензија е. Да, така некој ќе рече, ако си мирна, тоа е грижа на совест. Така. И лично мислам, времето пред нас негде на есен или рана пролет, касна зима до година, ќе имаме едно прекрасна информација, само треба се најде храбар обвинител, бидејќи очигледно дечкиве не сакат помилување, амнестија. Да, јас разговарав сега пред некој ден со еден аболиција, да. И очигледно ќе треба да се најде и јавен обвинител, ајде ќе употребам англиски збор, со болс, и кој треба да поднесе БЗЗ, не е битно по кој пат, дали е прв пат или трет пат, или барање за повторување на постапката, како бе за организаторите најдоа нов доказ ли, не е битно ли причина. А што нема организатори, нема и извршители. Значи нема тероризмот е организирано кривично дело. Тероризмот е организација терористичка и да не зборам. И така натаму. Повеќе од јасно е, меѓутоа ова признание на Вилма, вие велите може да е грижа на совест, меѓутоа сепак е индикативно и оди во правец на тоа што на крајот на криштото сите објективни луѓе го чекаат, да дојде навистина момент кога овие луѓе ќе излезат од затвор, меѓутоа без она што им го направи, меѓувреме максимално да ги девалвираат како луѓе, максимално да ги девалвираат како личности. Почнаа да умираат. Па еве, во еден случај, да. Со некој од нив сум во контакт. Здравјето им е нарушено. Децата ми им израснаа, не се ги знаат татковците. Срамота. И живеат со оној момент. Едно ги оплячка. Ја отворено зборам. Адвокатите беа изиграни од Кацарска, ја ќе ви кажам, не сите. Со две-тројца соработувам, кога ги излажаа со дел, требаше ја да бидам сведок таму на еден од обвинетите, на дел од доказите да се откажат, ќе биле поблаги, ги излагаа. Адвокатите се откажаа од дел од доказите на одбраната, за да биде поедноставна, порационална постапката, а ваму најдраконски казни им малку безобразен ќе видам шибна Кацарска. Па тоа е судско јавно судски светски срам и јавно обвинителска брука, да ти кажам. Меѓутоа очигледно во тој момент поради околностите што сите ги знаеме, а тогаш веројатно не бевме способни да ги видиме заради промената на името и сето тоа што му одговараше на добар дел од нашите пријатели и сојузници, се им беше простено. Значи можеа да направат што сакаат и направија. Како направија таа селекција, не ми е јасно, дозволија на една судика и на една обвинителка да бираат селективно кого ќе помилуваат или амнестираат. Тоа е брука. Амнестијата не се дава, или помилувањето не се дава така. Се носи групен акт. А они нека избере судиката, нека избере обвинителката. И сега пази кого ослободија. Човекот кој ги отвори портите. Муковски. Така е. Па вака, ако немаше отварање на порти, немаше тероризам. Сите знаат, според нив. Таа врата сум прашал многу луѓе кои што се стручњаци, велат е невозможно инаку да се пробие. Таа е направена во време кога преку таа врата и порано од оној систем и сега. Таа врата не се крши една од најдобрите врати во Македонија што имаме. Преку 2-3 система е осигурена да не можеш да отвориш насила. Така да голема, не, тоа е срам за целото наше општество, за целата наша држава. Тука се ставам и себе си и сите што дозволивме толку години овие луѓе таму да седат и да доживеат такво понижување. Ја само можам да го поздравам еден наш колега што отиде во затвор, смогна снега, психолошки се надмина и да ги покажува условите, келиите, што се му се случува. Богдан тоа го направи. Да, браво, алал да му е. И покрај тоа пак немаме. Знаеш, мене ме викаат многу браниш власта, ваков си, онаков си. Еве, вака бе сега ќе кажам нешто што може би нема да ја одговара на власта, ама не, ќе бидам реален. Овој Џо Бајден на одењето све си помилуваше. Синот си го помилува, генералите ги помилува. Овој не седнат мојот љубимец, Доналд Трамп,
И он ги помилува од она. Сите што учествуваа во така. Чекај сега. во Сенатот, да. Сега ќе бидам сериозен. Значи, тоа е убавото лице на државата кога сака да биде хумана, сторители на кривично дело да ги аболира, помилува, амнестира. Кога ги осудува е репресивното лице. И сега зошто ние тие не треба да се ослободат? Не знам зошто кога наркобосови се ослободија, кога не знам криминалци какви избегаа, се излегувале во затворот, нашиот пријател сега што е во агенцијата за санкции што откри. Ма тоа е чудо само за ова кривично дело и овие осудени никој не сака да Не баре се, да. Јас апелирам, нека седнат, нека се договорат. А најмногу е, не е до политичарите, до обвинителите е. До обвинителите само да поднесат еден или два акта, има нов доказ или не знам што, постапката се повторува и дечките излегуваат. Така, но... Како бе? Ама тоа е шанса бе и историја да те запише. Во позитива. Ова уставната судика ќе биде запамтена за памти веќе е проколната и така натаму, ама ајде да бидам доследен, на ниво да задржам на зборење. Обвинителката дишбетер. Во негатива. Абе, треба некој да мисли да направи, чекај, сгрешивме. Христијански е да признаеме грешка, дај да си ја исправиме грешката. Не бре, не сакат. Па сега, Господ, нека им е напомош ним на обвинителите. Од таа екипа само Боки 13 отворно рече признавам дека грешев. Добро. Ова е чудна парадигма е Боки. Јас мислам дека на општеството Ама ни отвори очи многу да ти кажеш. Мислам дека на општеството на секој што е потребен по еден. Да, па ја знам. Кога ме прашуваат, што треба ти си сериозен аналитичар, зошто за тој Трамп? Па му требаше таква личност председател на Соединените американски држави, нема да мислиш дека сум заљубен во него или дека ми е идол. Ама ова го реков кога го бираа 16-17 година, а не сега, знаеш. Ама некој вела дека сум несериозен. Не е точно. Не е точно. Еве што се случува со Америка, го дрма сега целиот свет, иако ја тврдам, Америка е минато, па се. Сега Кина отиде економски напред. Ама ајде, тоа се други теми. Други теми. Да не ги зборуваме. Го споменавме Заев, да го споменеме и Филипче, има една сега нова ситуација, нели ВМРО постојано го вади по медиуми, условно не по медиуми, него излегуваат на пресконференции за неговата вмешаност во на афера од 9 милиони евра со јагленот, кој што од Грција одел во Македонија, па завршувале парите на сметка на Вице Заев во Петрич, ако не се лажам, па на истата адреса е фирмата на Филипче и така натаму, и дојде информација на еден медиум дека Филипче побарал полициско обезбедување, дека го добил. Двајца полициски, јас така разбрав, двајца полициски... Има таква пракса, Драган, ќе ти кажа. Има таква пракса, кога председателот на опозицијата ќе се зачуди, ќе се почувствува загрозен, еве ќе ти кажам, Бучковски му дозволи таква обезбедување на Груевски, кога беше Панорама. Така. И тогаш го видовме ние Урко и екипата. Да. Ова во позитива го зборува. Значи Урко до крај доследен си остана. И покрај тоа што му се случи во конфликтот со братучетот на Груевски, он си остана професионалец. Има таква пракса и добра е таа пракса. Добра е таа пракса да се види третманот дека е тука некаде еднаков. Да, одговорноста на премиерот е многу поголема, ама затоа и степенот на безбедност кај него ќе е повисока. Природно, да. Сензитивноста на она што го прави опозицијата е голема, тие знаат некои пати да ги минат границите на достојно однесување, имаат шарена револуција, имаат Куманово, имаат пред влада мавање со шајки, со осона, и нека бидат обезбедени. Ја немам ништо против тоа да ти кажам, ќе се види дека оваа власт води сметка и за опозицијата. Тоа се гледа. Но индикативно е зашто баш сега, тоа ми ше зборот. Филипче можел да го побара тој претходно. Тоа не знам да ти кажам, сега ме тераш малку да видам приватен. 7 месеца го моле Филипче и Оливер Спасовски да ми дојдат во лидер на утринско еспресо, не ми дојде, пораките се овде и реков ке кјутам и кога видов дека сега не доаѓат, едниот не ми не одговара, другиот се уште ми пролонгира, денеска бидејќи ја имав последната емисија на утринско еспресо и реков ја објавувам дека сум очигледно никаков новинар, дека сум болен, нешто не сакат да ме држат, бев малку саркастичен, дека не сакат да ме држат и очигледно како новинар треба уште да учам бидејќи не ми дојдоа на гости. Така, не доаѓаат и за жал и во оваа емисија. Ти си професионален спикајте не доаѓаат. Морам да признам, не ми доаѓаат на гости, иако се поканети повеќе пати. Господин Филипче ми вети, додуше дека ќе дојде, кога ќе најде време. Ајде да оставиме на времето. Ја им го понудив и овој прашалникот
според Пруст и од А до Ш, еве на пример со Драган, и тоа се два типа на интервју каде што само позитивната страна се гледа на оној што го интервјуираш. Тоа го направи со овие претседателските кандидати за време на изборите, излегуваше во Нова Македонија. Морам да признам дека е ретко. Да, не, во Македонија тоа никој не го работи. Во Србија и во Хрватска го работи. Не ми го прифатија и тоа не ми го прифатија. Сакав да ги фалам, вредности од систем да им го дадам. Сакам да ме фалам, а вие не икете. Па тоа се плаќа со пари. Покави пари одат по овие маркетинг агенции. Не, ја пишувам книга, да бидам искрен. Пишувам книга, луѓе од спортот, врвниеве денеска гледаш колку се наградени како национални икони, луѓе од општествениот живот, од уметничкиот живот и од политичкиот. Си ги интервјуирам за 3 години, кога ќе се озрат условите, ќе си ја објавам книгата. Колку книги имате објавено до сега? Многу. До сега имам 19 книги објавени. Ова една што 3 години стои во, како се вика тоа, во Бајбук. Да, во фиока. Во фиока. И политичка пропаганда и политички маркетинг, вика вака, дури и името ми е забравено, сличности, разлики и преклопувања. Ама знаеш како? Драган, јас сум самокритичен, ама тоа искуството ми го дава заправо. Од кога напуштив кафаната, една личност е за тоа многу заслужна, ја почнав да се дружам со компјутера, добро, го изгубив видот, тачно е, не читам сега, не можам ова, и се фрлив искуството што го набилдав во изборни кампањи, во политички маркетинг, сега најново се бавам со социјален маркетинг, брендинг, персонален политички брендинг, да го напишам, да бидам искрен, јас со тоа ми е хоби, ама сега како сум пензионер, па ми станува и втора професија, си работам со политички партии, со поединци, ја брендирам поединци. Еден синдикалец кој е најмногу застапен моментално во јавноста е мој човек, мој соработник, беше политичар, а сега е најбаран синдикалец. Јас го брендирав, тоест мојот тим го брендираше. Се бавам со тоа и така. Добро, до 19 книги не е шега. Па види, се тоа проекти. Например, 2004 година New Public Management и 5 практикуми за локална самоуправа. МЦМ ми објави, тогаш беше директор Клековски, на кој сум ми многу благодарен. Странска една агенција помогна, дадовме на сите општини, обучувавме градоначалници без пари и советници и така натаму и така натаму. Потоа дојдоа политички комуникации и лагите во политиката, исто финансираше една невладина организација. Па дојде како да победиме во избори, таа е многу интересна книга, со нејзе имам... Како да победиме на избори? Да, гениална книга. Ова е избрендирана со Дармар, ми отстапи негови карикатури и убави работи. Насловот прв го даде Ѓорги Иванов, мој приватен пријател, а го поправи Димитар Мирчев, сега покоен, како да победите беше, а Димитар Мирчев ми рече, ајде сотка да направиме како да победиме на избори инклузивно, и потоа дојде брендовите, што е мој мастерпис, 4 книги, 1 толковник. И јас сум исполнет, ја уживам во тоа. Значи, 1/3 од мојот живот бев кафански човек и уличен човек. Тие 2 универзитета го завршив. Па сега со книгите, да ти кажам, мене кога идам у печатница кај Горан, Royal Art, и ми вика, Сотире, а он па предава ваму на Амерички коледж, ми вика, Сотире, магистрираа со твоите книги, докторираа со твоите книги, дипломираа со твоите книги. Јас се осеќам прекасно да ти кажам, на неколку факултети, како надворешен човек од стопанство во стопанство, имав предавања, и тоа гениални предавања за брендови, каде што пушев Малборо, носев Рейбанки, палев со Зипо, за да покажам што се брендовите. Студентите беа воодушевени, да ти кажам, и штета што не бев професионален, не се бавев као професор, Дерек Мара Даране заработив, ама не ми е криво. Мора да признам, господине Костовски, имате, мора да признам, бурен. Добро, имам ја и падови. Ама тоа секогаш оди така. Имам ја и падови, имам... Ама знаеш како, јас сум рак. Не сум многу познаците по зодијакот, ама раковите еден чекор напред, 12. Ке се искачам ја горе во некоја област, тоа ке паднам. Па ќе се искачам, каде 99-та ми текна во воздухопловство додам, поима немам што е ја управа, не, дирекција за цивилно воздушно поведно. Не ми се свигаше состојбата во НИП Нова Македонија, бек заменик генерален директор на Чашел, и ова не го знаеш. Да, не знам. Не ми се бендисуваше таму како се работи, си избегав,
барав место, ми најдова место, каде е тоа, не знам што е. 25 години пензионер станав од цивилно возило. Златев, сега ме закачка, денес се расправавме, нон-стоп за платата висока, за пензијата, па валјда за 25 години ја сработив, бе, драга. Нешто сте сработеле, се разбира. Секој Да се насмееме, правилно. секој за овие интересни признанија. Да сватиме повторно во реал политиката, повторно се враќам на Филипче. Тој беше во Грција, ако не се лажам, заедно со денеска грозна изјава има. Да, и денеска ја обвини владата за некакво десничарско авторитарно владење. Премиерот одговори кај го гледа, тоа еве јас прашувам јавно, каде е авторитарното владење во овој момент? Ајде пред 10 години нешто може. Сега, во овој момент, што е авторитарно? Вака, имаме една книга, службен весник на Србија, кога одам таму ефтини книги си купувам, пошто често одам на обуки во Белград, Сараево, Загреб, за што е авторитарен систем, што е тоталитарен систем, што е демократски систем, што е хибридна држава и така натаму. Авторитарен систем е нешто најлошо што може да постои. Личност една која треба да е авторитарна, се да злоупотребува и да не признава законие, значи законие дела мафиосита, италијанското пред 60-70 години, а кај нас тоа не е. Премиерот, стварно не е така, и да не го фалиме, да. Премиерот му ги отвараат вратите. Ајде од најизвиканото, Будимпешта ќе почнем. Вашингтон ДС, еден мој пријател, покоен новинар го викаше, не Вашингтон, него Вашингтон ДС. Лондон, човече, финансиски, политички, економски центар, креативен центар, креативните индустрии, 6 милиарди, ама не денес, во фази, Брисел, на Брисел им кажува со дигнитет, милиметар не отстапувам контра моите национални и државни интереси. Каде тука авторитаризам гледа почитуваниот Филипче? Мене не ми е јасно, ама вака. Има еден поим што се вика политички советник и има спин доктори. Кај нас не се заживеани како што треба за лидерите или се извитоперени. Како му дозволиле да каже авторитарен, десно забеган систем во Република Македонија? Нема, реално е ова сега. И сега ние ќе го вивисекција ќе му правиме, ќе го сецкаме. Аналитичарите мислам. Во овој момент не можеме да предвидуваме до толку, не знаеш како ќе одите да работи. Во овој момент да тврдиш за авторитарен режим, една година на најголем легитимитет. Апсолутно. На легално избрани луѓе. Легитимитетот е 3, помогни ми 460 некоја илјада беше. Председателката беше 500 и кусур. Значи ево, пола милион председателски и парламентарни избори. И сега ќе имаме локални, па ќе утврдиме. Ќе видиме докаде е работата стигната, ќе видиме дуи дали има право. Меѓутоа тенденциите за авторитарност не ги гледам. Нема. Нити кон медиуми, нити кон не знам кон правосудство. Па еве до сега се расправавме околу правосудството. Да. Ако имало авторитарни тенденции, јас мислам дека Коцевски и компанија сега ќе беа стиснати во некој агол и ќе ќутеа преплашени. Не е така. Не, на насилнички начин ќе беа сменити, пази. Или тоа, да. Авторитарност ја видов кај Заев, кај Ковачевски не. Кај Ковачевски видов непознавање. Кај Заев видов авторитарен. Тој рече милум силум. Ќе го сменам уставот. Отворено се ги користеше тие термини, човекот, да. Ќе го сменам уставот, го смени. Тука има елементи. Тука има елементи. Каде, пази, Мицкоски е професор, извини, за разлика од Заев, Мицкоски е професор. Он е академец, он е интелектуалец. Така е, да. И некако кога го напаѓат бил ваков онаков, нека му погледнат сивито, јас на моја потреба за еден материјал го побарав, званично го побарав од асистентката негова, ми го дадоа. Ја видов таму работи што воопшто не сум ги знаел. Неговиот успех вон Македонија, Драган, ние не го познаваме колку награди он за иновација има добиено. Нели он е од техничките науки доаѓа. Да. Човече во колку проекти водел, а во колку бил со тим во проекти и му успеале, се и на релација Германија и Италија. Па дај ви се молам, прекинете со етикетирање и со пропаганди, крајно црни би рекол. Да. Крајно нерационални. Опозицијата вела дека по дефиниција мора да критикува се и се што. Да критикува, ама не по дефиниција. Ама не мора. Зашто? Се брука самата. Кај нас.
Кај нас по дефиниција се кај нас критикува, така е. а не знам ако денеска има сончево време, ќе ќе открива е владата Жешко, нема тука никаква дилема баш го околу тоа. погоди, баш така е кај нас. Меѓутоа, овие вакви паушални изјави навистина не одат кон никого. Ако го каже тоа некој, знаете како каже тоа некој, да речеме, некој третокласен политичар, некој што има тројца во партија, знаеме и такви, и тој нешто за да си придаде на значење, каже никој нема да го забележи. Но кога кажува тоа, човекот што претендира да биде лидер на опозиција, има поинаква тежина. Навистина, внимавам што зборувам, сега се работи за дама, ама се надевам нема да се навреди. Почитуваната Фани, Карамфиловска зборувате. Да, подпредседателка. Видите, она улета преку ноќ у политика, она да го кажеше тоа, ја ќе простев. Рече, не е запознаена, не е политички искусна, преку ноќ влезе во политиката, може да си дозволи таква грешка. Филипче наназад е 7 години, повеќе од 7 години до душе, он е веќе искусен политичар. Министер беше толку години, да не се лажеме. Он не смее тоа, он требе, ако едниот советник му го рекол тоа, он требе да праша уште двајца. Кај спин докторот, не. Имаш политички советник, имаш спин доктор. Треба да праша спин докторот. Бенефити, демиджи. Во случајов, демиджот нема дно, а бенефитот не се гледа од оваа изјава. Сега сите денеска ќе го коментираме, па утре, па задутре емисиите, неделни, дневни. И ја лично ништо немам кон Филипче, како што рецимо имав големи замерки на Заев и на Ковачевски. Ја Филипче сепак го гледав некој освежење и покрај дамката што ја има со модуларната болница, ама очигледно не учи, или тимот околу него повеќе му прави штета отколку да има бенефити тој. Они се опозиција кои лутат. Ќе ја спомнам тука она заблудени, залутани Божји чеда и ќе ги споредам со 40 години израелците што лутале за да го најдат патот. За да го барат од Библијата, Светата овие земја. некако година дена им поминува никако вистински да издадат направиот пат, да се реформираат, иако делумно се реформираа. Видов ја таму едно 3-4 млади фаци кои се надежни, али човече на председател на опозиција кој треба да е секој ден на освежување со своите изјави, тој збори за авторитарен систем во Република Македонија, а имаме подобрување, дали сакаш на економски план, дали сакаш на социјален план, дали сакаш на политички план, сите индикатори одат нагоре, не многу нагоре, ама одат нагоре. И сега ти отеднаш велиш авторитарен систем и владење, Добро. Нонсенс, нонсенс. Уште една работа во овој аспект, ова се однесува повеќе на Бујар Османи, денеска примерот што му зборуваше, некако се погодија навистина многу интересни теми, токму денеска и вчера околу кој што коментираме со вас, инаку може да се зборува за диапазон од 30 години ако треба, меѓутоа во овој контекст навистина се сите многу интересни. Вели, да го цитирам примерот, вика Бујар Османи забоде нож во белите дрвови на македонскиот идентитет и точно знаеше што прави кога зборуваме за прифаќањето на францускиот предлог. Мислам дека кога се во прашање бугарите и цела во оваа драмолетка со нив, драмолетка во најнеубава смисла на зборот и ова нивно инсистирање на нивните позиции од кои што не отстапуваат ниту јота, барем така викаат, мора да го прифатиме нашиот дел од вината. Нашиот се разбира не сум виновен јас или вие, но луѓето кои што тогаш беа на позиции, а конкретно се мисли на Бујар Османи, на Зоран Заев и на Никола Димитров претходно, ако сме реални, тие не беа толку неуки да не знаат што прифаќаат. Драган, видиш ове што му работа. Ќе го направиме ова да не е македонец, нека е албанец, ама они рачунаат дека ќе владеат подолго. Колку ќе владеат 50 години? Не. Дуи е толку самобендисана, толку милитантна дружина, што они мислеа дека докрај ќе владеат, они гледај, они се сега во опозиција се однесуваат како да се на власт. Они наметнуваат теми, они менуваат председател на Уставен суд, они кочат закон, свашта прават. Не, таа работа не бива. Народот ќе те казни кад-тад. Али Ахмети е казнет во моментот кога рече како и досега, а одговорот требаше да го даде Ковачевски. Од новинар беше запрашан, овој пред него го понижи, ама самиот влезе во една бездна од која до денес не може да излезе. Да се вратам на Бујар Османи. Значи, Бујар Османи ќе ја води играта, интелигентен е, реториката не му е лоша. Знае да ама биде Бујар Османи ја го знам малку приватно,
Дел од неговата фамилија во МНФ е вработена, знам жена му како се вработува, знам сестра му како напредуваше во МНФ. Денеска нема да го зборувам тоа. И Бујар Османи е Јанус Бифранс. Тоа е човек со две лица. Значи, како беше реверси, оно така друго, но лице и наличие. И опачина, И опачина, ти благодарам на помошта. Значи, он едно сака да се покаже, во суштина е друго. Се представуваше најинтелигентниот, најискусниот, најдобриот, најквалитетниот председателски кандидат, па видовме како помина. Па либерален, па демократ, па се што треба, да. Значи, тој нас не предаде на бугарите со голем, воздухопловците велиме, апрувал, дозвола од Али Ахмети, а Амин од Ковачевски и од Заев. Значи, тоа на македонската јавност да и биде јасно како 2 и 2, дека се 4, а не 5 или 3. И сега тој Бујар Османи, ако земеме да го анализираме, бидејќи од моменти на моменти тој сенсот ми работи јавно обвинителски, уште не ми е замрен. Добро. И да го анализираме неговото председателствување со ОПСЕ, јас ти тврдам дека има индиции таму за кримогено однесување. Ево, првото што ми текнува е возниот парк, што не го купија да обноват, да ни остават, него го изнајмија. Го изнајмија, да. За многу сериозни грдни пари. Така. Ај сега да видиме Борис Трајковски салата за колку пари беше реновирана? Срамота. Огромни милиони евра. Ајде малку обвинителите нека се позабават со Бујар Османи, ќе видиш дека таму има криминал, а да не го заборавиме предметот пациент. Си имал на опашка. Тоа што му дадоа големо значење да не убедува дека е поголем католик од папата, тоа нека им служи на чест. И нека имаат грижа на совест Али Ахмети, Зоран Заев и Димитар Ковачевски, а ние еве сега полека ги исправаме штетите што тие ги направија и ја мислам дека сме на добар пат. Да се надеваме, председател на половина свет, така се представуваше. Видиш, повеќе памтиш од мене и помладци. Браво. Да. Па видиш, тоа опција. Ај кажи ми бе Драган, што таа година ние искористивме? Требаше После си што дојде Лавров подпредседател. тука заедно со американецот и се сретна. Види, Не се сретна. Драган, Не се сретна. Јас сум стара генерација. Мојсов, од старите се. Лазар Мојсов. Лазар Мојсов. Еве, ја нешто, не сум многу влюбен во Керима, дипломат пар екселанс. Карактерот малку му е чуден. Тоа се дипломати, бе. Бујар Османи, прва дипломатска пушка, под наводници. Ни случајно. Ни случајно, он си истренира една дипломатија убаво, си ги инфилтрираше сите роднини и пријатели по конзулати, по секретаријати, по ДКП-а, море и пејачки, море и новинарски. Не може да ги извадат од таму сега. Се там сега, кој Не може да ги извадат она од таму женска сега. на 5 пати ја праќа, ја Да, враќа, заборавме ја како се вика, надува, новинарка нека беше. И ја и ти денес збориме за Бујар Османи, ама да жигосаме криминогено однесување, неморално однесување и да ми простиш. Антимакедонско однесување, ако е тоа многу остро, однесување контра интересите национални и државни на Република Македонија. 2025 е, тоа ми е заклучокот сега, 2025 е, а Бугарија се уште го користи тоа. Ни велат бугарите, вие подпишавте. И Марта Кос вели, па вие подпишавте. Значи, буквално во инвалидска количка не ставија кога е во прашање проблемот. Баш така, не хендикепира. И се ова власт не попушта и не чини. Па не, чини. Сега ќе го видиме тоа на локални избори. Сега ќе го видиме тоа на локални избори. На крајот на криштата мислам дека судот на народот е најјасната индикација дали нешто е окей или не. Ако видиме дека власта добива 5 пратеници или 10, јасно е се. Ево и во градоначалници. Да не гаеме илузии. Големите центри, ако ги изгуби оваа власт, треба да размислува за предвремени. Апсолутно. Ја тврдам дека тоа нема да се случи. Ова емпиријата ми го збори што имамо 30 години и некоја година плюс. Јас тврдам дека опозицијата види како е, троглава е. Едните изгубени во свемир, другите, тоа се СДСМ, другите левица која до предизвестно време ги бранев, не ја користат шансата што им се пружи сега на слаба опозиција да го заземат барјакот, а третата криминогена, корумпирана и не сака да се реформира. Од таа опозиција, еве да ти кажам, и пред изборно да се обедини, ќе биде послаба од власта. Затоа што релацијата ВМРО-ДПМН знам е многу јака. Ја гледаме секојдневно. Релацијата ВМРО-ДПМН Влен е јака,
на моменти има искри, ама види, тоа се секојдневни работи. Овој кажал ова, не кажал она. А зборел вака или не зборел вака. Голем гав беше Ману 2. Не им го праштам никој пат, ама се коригира. Влен, како така, според човечкиот фактор што го има и кадрите, конструктивно се однесува во власта, во коалицијата и лажни се информациите дека таму Бог знае што нешто не штимало. Впрочем, ајде да бидеме конкретни. Го изгубили Влен Тетово, го изгубили Чаир, го изгубили Кичево. Струга е специфичен случај, не знам таму што ќе се случи, еве, полека Мерко го ослободуваат од сите кривични дела, ќе испадне попоштено од тебе и од мене заедно, да ти кажам. Добро, таму можно е се. Нема да го трнат. Таму е можно се, да ти таму кажам. е се може. Бидејќи таму е и Села присутен, таму Таравари ќе биде присутен, таму Дуи ќе биде присутен, ама со една мудра политика, сега можеби ќе ти изненадам, на македонските партии, па ако сакаш ВМРО, ДПМН и како се вика, и СДСМ заедно, ќе се ја вратиме Струга или Кичево, за да му докажеме на Пашата Али Ахмети дека тие два града не се воен плен. Како што тврди непотребно на вистина. Ви благодарам за биле господари во Македонија. Така е. Ви благодарам за вечерашта, господине. помина готово, еден час помина. Да. Јас се надам ќе имаме, сигурно ќе имаме повторна прилика. Ми беше задоволство, ти благодарам на шансата да кажам некој збор, а дали ќе се сретнеме зависи повеќе од тебе и од моето здравје, да бидам искрен, да сме живи и здрави. А јас ви посакувам супер здравје. Ти благодарам исто, јас тебе многу повеќе, бидејќи си помлад. Така. Да, поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва и за оваа работна недела. Јас сема на крај да и порачам на градоначалничката на Скопје Даниела, не гледам зошто има потреба да се задева со Алфа телевизија. Денеска успеа да во некоја од своите писанија кои што во последно време навистина ги има многу, да ја стави Алфа телевизија во некоја негативна конотација. Навистина не гледам зошто го прави тоа. Подобро е да размислува за овие неколку месеци да поправи нешто што може да поправи ако воопшто има време во градот и да размислува веројатно потоа што понатаму со себе. И наистина, мислам дека со медиумите, знаете, никој не излегол на крај, па нема ни таа и јас, например, лично не се лутам, меѓутоа повторно велам, наистина е непотребно да се обидете, да ги омаловажите медиумите, особено една национална телевизија која што навистина се бори и се труди да биде фер и коректна кон сите. Како и да е, тоа беше се за вечерва, е повторувам, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости, се разбира, во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.